После долго време градскиот парк доби нов лик, односно комплетна реконструкција инвестирана од општина Кавадарци. Реконструкцијата се состоеше од комплетна подземна водоинсталација за наводнување на самиот парк. Направивме бунар со систем за собствено водоснабдување на градскиот парк, така да еден голем дел за делот на заштитата на вода од системот Лукар. Исто така комплетно се ретивизира целата површина на градскиот парк во делот на зеленило, во делот на грмушки, старите дрвја се отстранија и се насадија нови дрвја, каде што поточно ќе ни објасни после стручниот дел од општина Кавадарци. Исто така се направи комплетно осветлување на градскиот парк и се стави и видеонадзор на комплетниот градски парк кој што офече и спомен културници. Така да сега нашите граѓани можат паркот да го користат и денски, меѓутоа безбедно и навечер, каде што комплетно осветлено и може да рекреираат и во овие, да кажеме, мигови кога немаме баш многу можности кај да движиме, да буквално тука се релаксираат и се рекреираат. Наши преостанува заедно со јавното претпријатие Комуналец да текомно го одржуваме градскиот парк и си земеме за обврска да ова што го гледаме сега прерасне само во една поубава средина и градина во делот на градски парк Кавадарци. Тука морам да спомнам дека целокупната инвестиција на општина Кавадарци, со сето она што го кажав претходно, е 6,5 милиона денари и имаме две донации од по 250.000 денари. Тоа се две компании, Кодекс компјутери и Дијана Маркети, кои што поседуваат имот непосредно до самиот градски парк. Уште еднаш благодарност до нив како донација и на сите кои што беа вклучени во ова прекрасна гледка тука, мој општинар, луѓето од животна средина и јавното претпријатие Комуналец. Како што спомна градоначалникот, завршивме со делумната реконструкција на градскиот парк планирана за оваа година. После 5,5 месеци се заврши сите активности. Се посадија, како што ветивме на почетокот, околу 100 нови дрвни видови, различни, околу 1500 различни видови на грмушки, 2000 броја на цветни на цвечиња, односно 100 до 150 метри квадратни цветна површина. А изградивме и патеката што ја ветивме во почетокот со должина од 260 метри должни, односно 600 метри квадратни површина. Што е нешто? Кажи детали. Детали да ги кажа. Дали фактички е завршена реконструкција? Може да кажи дека ќе продолжи со реконструкција до година за одржување. До година продолжуваме со останатиот дел кој што не го довршивме оваа година, односно што не беше планиран. Западниот дел на паркот кој што се движи на кај улицата Методија Џуновџикот. За таму се планирани нови средства, нови позиции, за тоа поопширно во наредниот период, односно наредната година. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари.